Визија за модерна, стабилна и европски ориентирана Македонија. Вака ВМРО-ДПМН ја представува стратегијата Македонија 2030, која вчера ја усвои партискиот конгрес на седницата во Кавадарци. Стратегијата се заснова на идејата дека државата мора да излезе од циклусот на краткорочни одлуки и да воведе долгорочен план и систем за управување, а тоа се создава преку институции со силен интегритет, конкурентна економија и општество засновано на вредности и национална самодоверба. Документот ја позиционира ВМРО-ДПМН како политичка сила подготвена да ја превземе одговорноста и улогата за ова државничко лидерство. Покрај стратегијата како клучен документ, вчерашниот конгрес ја отвори и вратата за внатрепартиски освежувања, кои напролет треба да резултираат и со посериозна владина реконструкција. Лидерот Мицкоски веќе најави дека партијата ќе добие освежување од врвот до најниските структури. Се очекуваат нови лица во тимот подпредседатели, нов извршен комитет и нови председатели на локалните ограноци. Планот е некаде во март Мицкоски до собранието да предложи нови имиња во својот кабинет. Иако не се исклучува како можност, од ВМРО-ДПМН велат дека во овој момент нивната цел не се предвремени парламентарни избори идната година. А во СДСМ се убедени во спротивното. Според нив, најавите на ВМРО-ДПМН е дека до пролет ќе се случат промени, се најави за предвремени избори, а целта според партијата е да се спаси Никола Груевски. Зошто се подготвуваат избори на пролет? Сакаат по секоја цена да се обидат на било каков начин, не бирајки средства ниту методи да обезбедат уште 4 години власт, а во тие 4 години да си обезбедат амнестија за себе, целосно да ја изолираат Македонија, да продолжат да крадат, да ја претворат во азил центар за сите своји криминални членови. Тоа особено важи за нивниот шеф, кој доколку дојде до промени во Унгарија ќе ја загуби заштитата од Орбан. Затоа намерно се работи на тоа да не заобиколуваат коридорите, да се пропуштаат мигранти, да се стопира европскиот пат преку конфликти и измислување на нови услови, се вели во соопштението на СДСМ. Од партијата веќе најавија дека и тие почнуваат со внатрепартиски промени по поразот на локалните избори, а оставки си поднесе целото партиско раководство и извршниот одбор. Лидерот Филипче веќе најави дека планира со нови лица да ја врати поддршката што некогаш ја имаше неговата партија. Александар Спасовски, Сител телевизија.